Почитувани гледачи, вие сте на програмата на КТВ, следуваат вести. Од денеска стапува на сила обврската за задолжително користење на зимска опрема за возилата, која ќе трае до 15 март следната година. За да се избегне сообраќајни казни и прекршоци, потребно е да го усогласите вашето возило со пропишаните барања. Возила до 3500 кг потребно е зимски гуми на сите тркала со длабочина на шарата од минимум 4 мм или летни гуми со истата длабочина, со задолжително носење синџири за снег, возила со погон на сите тркала. 4x4 зимски гуми со длабочина од најмалку 6 мм или летни гуми со минимум 4 мм длабочина и синџири за снег, возила над 3500 кг, зимски гуми со длабочина од 6 мм на погонски тркала или летни гуми со минимум 4 мм со задолжителни синџири за снег, информираат од Автомотосојузот на Македонија. Вчера во 13 часот и 43 минути во Овара Кавадарци, МП 46 години од Кавадарци, пријавила дека во 11 часот и 30 минути, додека извршувала службени задачи како рибочувар, била физички нападната, ГС и неговата сопруга кои употребиле и тврди предмети. Се превземаат мерки за расчистување на настанот, велат од СВР Велес. Ова не е само уште еден документ со бројки и табели, ова е економска порака за стабилност, доверба и развој, како и јасен доказ за одговорното управување со јавните финансии што го воспоставуваме и го продолжуваме со полн капацитет, рече министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска, која пред матичната собранивска комисија го образложи предлог буџетот за 2026 година. Буџетот за 2026 година е доказ дека можеме да управуваме паметно, дисциплинирано и визионерски, дури и во време на предизвици. Овој документ зборува за економија што расте, за држава што инвестира и за влада што знае што прави, потенцира министерката. Пратеничката на СДСМ Јована Тренчевска во своето обраќање пред Собраниската комисија за финансирање и буџет истакна дека предлог буџетот за 2026 година кој го предлага владата не само што не обезбедувал фискална консолидација, туку ја продлабочувал фискалната нестабилност и создавал сериозни ризици за економијата и граѓаните. Наместо реални реформи и стабилност, буџетот нуди нереални проекции, енормно задолжување и директно прекршување на фискалните правила утврдени со Законот за буџети. Пратеникот на СДСМ Фатмир Битичи во гостувањето во емисијата Трилинг ја истакна сериозната состојба со новиот буџет, предупредувајќи дека со вака поставениот економско-фискален модел државата може да се соочи со сериозна криза веќе за 2 години. Филипче продолжува да биде спотер на Заев и да се потпира на кадри кои се сметаат како дел од политичкиот круг на Заев. Филипче кадровските решенија во СДС ги носи под значително влијание на Заев. Филипче поставува кадри кои се сметаат за блиски до кланот Заеви, реагираат во соопштение од владеачката ВМРО ДПМН. Вчера заседаваше Централниот комитет на ВМРО ДПМН, каде беа донесени повеќе одлуки во најголем дел активно поврзани со тековните подготовки за предстојниот редовен конгрес на партијата кој ќе се одржи на 6 декември во Кавадарци. Беше донесена одлука за избор на делегати кои ќе учествуваат и одлучуваат на конгресот. Ке учествуваат над 800 делегати, а генералниот секретар Ѓорѓе Сајковски беше овластен да ја утврди конечната листа на делегати согласно статутот на ВМРО ДПМН.
При тоа беше формиран и организацијски одбор кој треба да го подготви Конгресот. На Централниот комитет беше донесена одлука за разрешување на Илија Стоилев од местото председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Свети Николе по случајот со злоупотреба на средства во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Исто така беше донесена одлука за разрешување на Гоце Стоиловски од местото председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Македонска Каменица. Второлигашите следното коло ќе го одиграат во петок на 21 ноември. Ваквата промена е заради тоа што веднаш потоа во вторник ќе следува вонредно коло. Времето наутро по одделни котлини ќе има услови за појава на магла. Во текот на денот времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб, а во западните делови умерен ветер од југозападен правец. Температура од 1 до 17 степени. Во понеделник облачноста ќе се зголеми, а од вторник ќе преовладува променливо облачно време со локални врнежи од дожд, наместа пообилни. Ќе дува умерен до засилен ветер од јужен правец над 60 км на час. Емитувавме вести, имајте пријатна вечер.